ако ги кажуваме убави, и треба да се такви. Долни, горни подлог. Некои знаат, а повеќето не знаат. Се разбира во родината. Некои во Италија или Швајцарија знаат. Нивна работа. Важно, долни и горни подлог се во општина Кочани. Убава општина, убави села, убав народ. Со тертип. Вредни. Па, велат, од секогаш биле вредни. Уште од социјализмот, кога нивната задруга Моше Пијаде била прогласена за најдобра во цела Југославија. Машала. Сега нивите се на некои, велат, мршојатци, кои ниту се од тука, ниту се разбираат од земјоделие. Селаните од тука пак немаат ништо, ама подлог не се дава. Еве го подмладокот. Во овој крај, за некого кој е силен и вреден, велат корав е или тврд. Ленче е корава. Таа е магистар по дрвна технологија. Нема врска. Остана на земјата, дедовска, прадедовска. А приказната е... Јас сум инженер по дрвна индустрија. Меѓутоа се бавам со земјоделие. Од кога? Од секогаш? Од секогаш, од дете. Фамилиарно ни е тоа и моите родители се имат бавено со тоа. Сега и ние продолжуваме. Во семејството сме, ако ги сметам и моите родители, 6 луѓе, така да сите сме активно вклучени во производството на земјоделските производи. Ваша земја? Наша земја, да, немаме од државата земано, под концесија немаме ништо, се е во наша собственост. Колку? Имаме околу 150 декари наша собствена земја. И што произведувате? Највеќе произведуваме ориз. На поднебието во горни подлог е најзастапено оризопроизводството. И во последно време произведуваме и индустријска пиперка роде. Меѓутоа и на помали површини е застапена луцерка, нешто пченка, пченица, меѓутоа во помали количини. Од приклучни машини механизација? Па од приклучни машини скоро имаме се што е потребно за обработка на земјоделската површина. Имаме се. Имаме трактори, сега по новата програма, по националната програма имаме земено и земјоделска механизација со приклучни машини и се е во наша собственост. Колку трактори имате? Имаме 3 трактори, од кои еден саме, еден тафе и од постарите имаме еден 542. Кој ги вози? Возиме сите, така да возам и јас. Да, можеме, работиме сите со тракторите. И малиот го возиш, и средниот, и големиот? Да. Така де, само мажите возеле трактор. Добро, па кој е долни подлог? Горни подлог, отпорано имаше околу 210 семејства, сега 160 активни семејства, другите се нешто во странство, нешто иселени према Кочани. Моментално околу 1000 жители. Порано беше поголемо? Беше поголемо, да. Значи, миграцијата си го направи своето. Младите сака да одат на запад. Ама има надеж, нели? Има надеж. Еве училиштето. Годинава? Оваа година е година кога се запише од прво оделение генерацијата трето дете. И се запишени 2 пати повеќе ученици во прво оделение од поранешните години. 23 дечиња. А поранешните? Поранешните 9, 10, 11 години. Ова радно? Да. Па тоа е радосно. Порано се запишувавме по 40 деца. Нашите генерации па спадна на многу малку и сега пак се повторува тоа. Треба да радува.
Село Горин Подлог, уште од порано, 77 година има приклучено на градската водоводна мрежа, 86-7 има канализација, асфалтни улици, скоро сите се направени, кои дел од нив се веќе и за поправки, малку улици имаме за асфалтирање, така да Ќе се реши. ќе се реши. Ќе се трудиме овие години да го решиме тој проблем. Ќе газите кал. Кал не би требало, малку се куќи, последните куќи не се опфатени. Ќе има малку, ама ќе гледаме да се реши да не газиме кал. Нашите речиња да не газат кал. И да не одат во темници. Како И да не одат во темници. Уличното осветление е солидно решено како за село, преку една бандера, значи солидно е решено во Горен Подлог. Уличното осветление. Со отпадните води? Отпадните води ни правеа многу голем проблем. Значи, Кочанска река, ние кога бевме деца, беше чиста солза. Потоа со канализациите се загади до крај. Сега има проект, пречистителна станица за чиста Кочанска и Оризарска река, која веќе во постапка се гради и за 1-2 години ќе имаме пак чиста Кочанска река, чиста Оризарска река, ќе се врати животот во реките и кај нас. Ќе крекаат жабите? Да, жабите ќе крекаат, рибчиња ќе се ловат. Така, Како што беше? како што беше во нашето време, да. Инаку, селото е со стара традиција. Верата и традицијата се почитуваат исконски. Затоа си имаат и сложен црковен одбор, со подновени фрески, нова трапезарија и, замислете, подно грејење во црквата. Благодарение на ктиторот Илчо Јанчев. Браво, бе, Ило! Црквата Свети Јован Крстител се смета дека е градена во почетокот на 20 век. Тачни податоци немаме. Од кого е градено? Од жителите? Црквата е градена од селото Горин Подлог, од жителите, со помош, со собирање доброволно. Тука се сеел ориз, сите се давале по време на вреќа 2 ориз, кој колку може да помогне, со што може да се помогне, со средства. Имало мајстори, мајсторите се били од тука, тие се градели и така. И така е направено. И така е направено, со помош на населението. Има ли верен народ? Си ја почитува ли верата? Тука сите си ја почитуваат верата, доваѓаат од селото, секој си палят свекичка за здравје, за убаво, за... Тука се прават крштевки, тука се венчаваат народ, доваѓаат од соседните села народ, од целата општина и од пошироко. Нашиот поп е со седиште во Градовци, а не поддржува нашите 3 села, Горни Подлог, Долни Подлог и Мојанци. И колко ни треба, му го повикуваме тука и тој ни доваѓа и за крштевки, и за црква, за Великден, за Божик, за сите празници и тие што ги славиме, почитуване ни доваѓа. Што слави селото? Следото слави селска слава и Линден. Селската слава. А манастирот е на 11 септември. Тогаш му е отсечена главата на Свети Јован Крстител и тука е собор. Направиме нова крштална со сите убави работи како што треба, со роствај, со тие се како што треба по сите прописи. И радува Имаме- дека се зголемува бројот на жителите. Да, се зголема бројот на жителите. Понапред немаме крштелна, ода име закочени, таму ги крштеваме децата, а сега се тука, во нашата црква. И бројот се зголемува. И бројот се зголема, нормално. А Венцев? Венчевки, да, секој има венчевки. Венчевки има и други села доваѓаат тука на венчевки. Например, од Долни Подлог доваѓаат, таму кај нив е црквата у гробиште, некои не сакаат таму каде да прават венчевки, доваѓаат тука. Ако е црквата стара, тогаш мора да се знае и легендата за селото. Од каде и зошто Долни Подлог?
Сега се наоѓаме во Горни Подлог. Есто, Долни Подлог постои, Горни Подлог. А сега моментално сме во селото Горни Подлог. Кој е поголем? Па, малку поголемо е Горни Подлог од Долни Подлог. И двете села са биле некогаш на некој начин разделени со Кочанска река. Затоа постои и Горни Подлог и Долни Подлог. Меѓутоа, Кочанска река после се повлекла према, од северната страна на двете села, меѓутоа името останало Горни Подлог и Долни Подлог. А прво е почнано името Горна Лака, што е над селото, и Долна Лака после Горни Подлог, и тоа па Долни Подлог е добило името Горна Лака и Долна Лака. А што значи лак? Лака значи, према моите сознанија од постарите луѓе, значи некоја ливада. Ливади, не населено некогаш бил, тоа се ливади. Дури и сега се вика Горни Лаки и Долни Лаки. Дури и сега постоја. Легендата е таа да постоело Горни Лаки и Долни Лаки. Према тоа, добиле го името и селата Горни Подлог, Долни Подлог. Прво било Горни Подлог. Подлак. Горни Подлак, затоа се вика Лака. Меѓутоа, постепено со времето минување, место Подлак станува Подлог, со Г. Горни, долни, ливади. Горни и долни ливади. Тоа јас още кога учев тамо, еден мој професор стар ми кажуваше, знаеш ли ти, Митев, дека селото ваше и Долни Подлог поштое настанало, од како е добило името. Ја прв пат тогаш од гимназија тој професор ми рече дека само постоја имињата од Горна и Долна Лака, Горна Ливада и Долна Ливада. Па нели сите наши села се убави? Ако има сложен народ, вредни луѓе, природата си го дала своето. Само треба да ја одбереш. Другото зависи од нас самите. Ние бевме кога златното зрно оризот се работеше нормално. Откуп, бело злато, а цената, А сега по убавата, весела и среќна страна од Долни Подлог. Убаво старословенско одредиште. Оваа господја од далечните 60 години од минатиот век од Скопје дојде до тука. Со еден збор, вредна, со убави деца, внуци, успешни, а и таа е успешна. Еве зошто. Рузе, како ги минуваш пензионерските денови? Па да ви кажам, одлично. Си поминувам нижејки пипер, си запишувам афоризми, така да мислам дека сум полезна за семејството. И си го исполнувам самата себе. Од кога пишуваш? Па пишувам уште од средна школа, мора и основно образование. Меѓутоа, кога пишував со шифра, моите беа секогаш наградувани песните, а сега, кога пишував со име и презиме, не ми беа наградувани. А сега сум добро, моите афоризми мощно високо котираат во соседна Србија. Значи, нашите се... Па, пошто е земјоделски крај, можам да кажам дека од секогаш опинокот го хранел чевелот. Умно рече. Да. И тоа го применуваме. Мислам, ние сме поведени од мотото дека работата го краси човека. Јас сум дошла од Скопје, тука сум од далечната 1969-та. Створив семејство, имам 2 деца, високо образовани, така да задоволна сум.
Убаво со корисно. Што е со овој пипер? Па за него да ви кажам, пласман сами си бараме. Го низам, околу 600 низи годишно правам. Каде оди? По Скопје, каде оди? Сега младите, знаете, традицијата враќаат. Постите ги постат и прават макала по мејаните. Прават разни специјалитети со варени со печени пиперки. Точно ли е дека врвните ресторани по Скопје користат ваша пиперка? Да, да. Мерак, Ореов лад, па и ова речи Долија, горе на Куцково. А што е со Федерацијата на фармери? Јас сум членка на Федерација на фармери и они не организираа, направивме фокус група за производство и пласма на домашни јувки. И ова лето се бавивме со тоа. Исклучува едно 20 на дена, кога беше сезоната. Јувки и ги пласиравме во Скопје, така. Отидо? Да. По 300 динари килограм. Така да, ама домашни. Со домашни јајца, домашно млеко, органски. И професорки од земјоделски факултет ни земаа. Имаше нарачки, да. А со калемењето што е? Па видите, јас сум таков тип на човек, што сакам со се да се бавам. Нешто што ќе видам и сакам да го створам. Пробав еднаш, еве што имам дрвца во дворот, сите ми се калемени. Од мушмула, модра слива, јаболко, какво сакам. Дали ќе мислам од сортите. На црешата имам и бела и црвена цреша. Калемена. За вас што е тоа? Тоа е гоџибери. Гоџибери. Раѓа? Позади имам лимони, нит ги подведувам со гранче. Со гранче во кутивче савено. И раѓа, да, раѓаше ова лето, имаше многу. Многу, сега е веќе при крај. Од секогаш опирнокот го хранел чебелот. Штета. Нема повеќе. Довидување од убавите села во Македонија.